Почитувани граѓани, почитувани медиуми, сведоци сме на ново најбрутално прекршување на законите и уништување на правосудството директно од страна на судот и директно од директорот на Агенција за катастар на недвижности Борис Тунџев, а поврзан со предметот Топлик. Државната комисија за спречување на корупција децидно се произнесе дека заради судирни интереси Борис Тунџев како директор на катастар не смее, внимавајте, не смее да изготвува вешто мислење, бидејќи спротивно на Законот за спречување на корупција и судирни интереси и на Законот за катастар на недвижности. И покрај тоа, овој владин функционер и послушник на Заев по втор пат ја злоупотребува својата службена положба во овој предмет и изготвил вештачење, кој би требало да биде единствениот доказ врз основа на кој обвинетите можат да бидат осудени. Кадија те тужи, кадија те суди. Како што споменав претходно, ова е второ прекршување на законот од страна на Борис Тунџев во истиот предмет. Првото прекршување уште во периодот кога предметот бил во фаза на истрага и на барање на СЈО, Тунџев, иако немал важечка лиценца за вештак, лажно представувајќи се како вешто лице, изготвил вештачење, какво што му било наложено од страна на двајца поранешни специјални обвинители и за тоа добил средства од буџетот на државата. Во тој период неговата ќерка е вработена во СЈО, со што Тунџев и тука го прекршил Законот за спречување на корупција и судирни интереси. За ова прекршување на законите против Борис Тунџев веќе има кривична пријава и постапка која е во тек. Го повикуваме јавното обвинителство под опрен глас веднаш да поведе постапка против Борис Тунџев за постапување спротивно на Законот за спречување за корупција и Законот за катастар на недвижности, како и злоупотреба на службена положба и овластување од кривичниот закон. Ја повикуваме Државната комисија за спречување корупција согласно нивните надлежности, а во врска со мислењето кое веќе го имаат дадено, веднаш да преземат действија против Борис Тунџев за прекршување на двата претходно кажани закони, како и против судскиот совет кој го отфрла мислењето на Државната комисија за спречување на корупција. Ја повикуваме и целата правосудна фела, народниот правобранител, како и сите организации кои што ги следат реформите во правосудството, будно да го наблюдуваат овој предмет, бидејќи овде станува збор за пример како не треба да функционира судството и пример за флагрантно кршење на сите права на обвинетите. Ги повикуваме исто така и канцеларијата на ЕУ, како и амбасадорите во Република Македонија, да го следат и да го нотираат овој случај, кој е еклатантен пример за уназадување на реформите во правосудството и кршење на човековите права согласно сите домашни и меѓународни стандарди. Самоволието на власта, односно самоволието на Тунџев, каде што мисли дека со личен интерес и бенефит, кој што го добива од Заев и СД, само ќе може да тероризира луѓе, еден ден ќе биде предмет на обработка на правосудните органи. Благодарам.